Обид за атентат на министерот за здравство Никола Тодоров и тоа пред институција, пред Министерството за здравство, каде Тодоров пристигна за примопредавањето на функцијата со новиот министер. Пред Министерството во тие моменти имало камери, новинари, луѓе, обезбедување, но сепак човекот за кој што сега се знае дека е велешанец, дедо на малата Тамара која почина пред 2 години, ладнокрвно извадил пиштол и пукал неколку пати. Очевидците за досие велат дека е вистинско чудо како Тодоров минал без повреди, откако човекот неколку пати истрелал куршуми во негов правец. Тодоров за среќа не е повреден, како што рековме, но е вознемирен од настанот. Неофицијално, случајот најверојатно ќе се води како обид за убиство, но за тоа последниот збор сепак ќе го има обвинителството, откако ќе ги собере сите доказни материјали. Токму за сето ова ќе говориме и во вечерашното досие. Комплетна реконструкција, сите информации, сите изјави поврзани со овој настан денеска на едно место. Стартуваме со досие. Веднаш на почетокот на ова досие ќе го вклучам колегата Александар Вединовски во живо кој го следи овој настан. Александар, ти до пред малку беше и пред Министерството за здравство да видиме каква е вечерва ситуацијата и сликата таму. Денеска беше блокирано буквално се, меѓутоа поради временските неприлики надвор сега те имаме од дескот на телевизија Нова, но ајде да одиме со ред. Кои се информациите, официјалните информации кои што еве во овие доцни часови ги имаме за немилиот настан инцидентот, обидот за атентат на министерот за здравство Никола Тодоров денеска? Ќе потснема последните информации, нито е тоа дека пред околу 2 часа заврши увидот на истражниот судија, на стручните екипи од МВР. Моментално пред Министерството за здравство нема полиција, тоа е и улицата што проаѓа пред Министерството е отворена за сообраќај, така што ништо не покажува за целата драма што се одвиваше таму во текот на денот. Ќе пробам хронолошки да ви ги објаснам што точно се случуваше. Значи целиот настан започна во 12 часот и 15 минути, кога веќе поранешниот министер за здравство Никола Тодоров дојде во Министерството да му ја примопредаде практично функцијата на новиот министер. Има пред Министерството скалечки, човекот се качува, влегува во холот на Министерството, тука се поздравува со луѓе, со персоналот од Министерството, меѓутоа веднаш позади него го пресретнува човек, опишан е дека е облечен во црна јакна, извадува пиштол, му го вперува во глава на поранешниот министер Тодоров позади грб, нешто пробува да му каже. Тоа е клучниот момент, вака според овие првични информации, министерот видел дека нешто невообичаено се случува и од оние се уште непотврдени, морам да кажам, информации до кои што дојдовме, тој прв реагирал, успеал да му се отрне на напаѓачот. Тој испукал 2 проектила од непосредна близина и е навистина среќа, па можем да кажам и чудо, што ниту еден од тие 2 проектила не заврши во Тодоров. За среќа, тој не е повреден, добро се чувствува, секако е под стрес. Потоа, веднаш првен реагира неговото лично обезбедување, го вади човекот кој што пукаше надвор пред Министерството. Тука се приоѓаат за многу кратко време и припадници на Министерството за внатрешни работи од единицата Алфи и практично го приведуваат лицето кое пукаше во Тодоров. Однесен е веќе во полициска станица, веќе е обавен разговор со него, а последните информации говорат дека вечерва тој ќе биде однесен и пред соодветен судија. Претпоставам дека и таму ќе треба да каже што точно се направил и кој бил мотивот. На дел од медиумите се појави и различни информации за тоа дали се работело за вистински пиштол, која марка бил, се појави и повеќе вести на повеќе портали и медиумите тоа го пренесоа дека се работело за гасен пиштол. Меѓутоа, оние последни информации кои што ги добивме велат дека да, се работи за гасен пиштол, меѓутоа кој што е модифициран. Имено заменета му е цевката, така што може овој импровизиран гасен пиштол да испали зрно, проектил со калибар 6,35 мм. Навистина голема, само за споредба на нашите гледачи, проектил од автоматска пушка АК-47 Калашников е 7,62 мм. Знаеме дека тоа е зрно кое што може да убие мета на, да речеме, далечина и до 800 метри. Со ова зрно од 6,35 мм е пукано практично помала близина од 1 метар кон поранешниот министер за здравство.
Веднаш, како што кажав, е совладан во полиција, министерот за среќа помина без никакви повреди, секако е видно вознемирен, човекот беше веднаш совладан од полицијата и од неговото обезбедување, доби некакви гребнатини полицијата во она метеж или она борба за да му биде одземен пиштолот со возило на итната медицинска помош, пошто секако имаше мали повреди, е веднаш пренесен во полициска станица. Тоа се оние информации што ги имаме, инаку знаеме дека се работи за човек кој што практично е дедо на малата Тамара, која што почина пред неколку години, настан кој што имаше навистина бројни реакции во јавноста, доби политичка конотација целиот случај, па и покрај тоа што истрагата треба да ги утврди точните мотиви зашто се беше направено убиство, не е тешко да претпоставиме дека тоа е своевидна одмазда за тоа што се случило. Меѓутоа, осуда стигна од сите страни, ќе говорите подоцна, претпоставувам, за ова сите го осудија овој начин да се земе правдата во свој раце. Имаше прес и новиот министер за внатрешни работи, исто така кажа дека МВР во засилено темпо ќе се пробува во најкраток можен рок во соработка со истражните органи, нели, да утврди од каде е овој пиштол набавен, кој е импровизиран, имајќи предвид дека вакви пиштоли се користат многу често, на полицијата се познати дека криминалци многу често ги користат, бидејќи тие практично немаат серијски број и многу е тешко да се утврди од каде е набавен овој импровизиран пиштол, модифициран, како што кажав, со голема убојна моќ. Така. Само да те потпрашам, Александар, денеска во медиумите неколку шпекулации, многу е куса соопштението, официјалното соопштение од МВР за деталите за настанот, но дали имаш информација, некој постојано се вели неколку истрели кон министерот, некои медиуми пишуваат 2, некои велат оджевици велат дека дури и 3-4 истрели. Дали си има информација официјално чинам од МВР се вели дека само една чаура била најдена или како? А од МВР се вели дека се имало 2 истрели, значи 2 пати е пукано, меѓутоа само една чаура е пронајдена. Не знам како искрено во мал простор, практично во холон министерството, на еден 20-30 метри квадратни да има 2 истрели, да не може да се најде втората чаура, меѓутоа тоа е соопштението кое што пристигна од МВР само неколку часа по немилиот настан или по обидот за атентат на Тодоров. Ќе го парафразирам, вели дека се случено инцидент, лице со иницијалите и тие пукал кон поранешниот министер за здравство, испукал 2 пати, меѓутоа истражните органи успеа да најдат само една чаура. Тоа е информација која што имаме веќе неколку часа, не е обновена информацијата да кажа дали е најдена и другата чаура, или пак официјална информација за какво орудие се работи, со каков калибар бил и сите оние технички информации кои што се однесуваат за типот на оружјето, меѓутоа веќе ги кажав оние неофицијални со кои што веќе почна и да излегуваат медиумите. Ти благодарам за оваа комплетна информација, ќе треба да го почекаме и вештачењето од МВР веројатно и за да се потврди дали се работи за надограден гасен пиштол како што се вели или па за некој друг калибар вид на пиштол. Ти благодарам за ова вклучување, Александар, и во овој доци часови во емисијата Досие. Инаку со оглед на фактот дека обидот за атентат се случи на скалите пред министерството во момент кога во холот на министерството имало и новинари и камери, медиумите објавија и снимки од апсењето на човекот кој што го изврши нападот. TV21 ја направи оваа снимка која што сега во овие моменти ќе ја видите, и тоа снимена само неколку секунди по пукањето. Голема благодарност до колегите од TV21 што ни дозволија и во ова досие да ви ја прикажеме видеоснимката. На видеоснимката може да се забележи вознемиреност на обезбедувањето, како што може да видите во овие моменти човекот кој лежи долу е напаѓачот кој што стрелал во екс-министерот за здравство Никола Тодоров. Тие се обидуваат да му ги врзат рацете, можеме да забележам на видеоснимката дека не е солисит, него се оние пластични врвки кои што ги користи обезбедувањето и кои што ги имаат. Тие откако успеа да го совладаат, да го врзат, да го обезбедат како што се вели, потоа го подигнаа човекот. Еве во овие моменти може да видите оние пластични врвки кои што ги користи обезбедувањето за да некого обезбеди, да не може да ги движи рацете. Тој лежи на земјата. Ова е значи веднаш до скалите кај Министерството за здравство, влезот на Министерството за здравство. Тие потоа го подигнуваат, веќе се тука и полицајците од единицата Алфи, веднаш го транспортираат во нивното возило од каде е пренесен понатаму во полиција.
Ова се значи снимки од ТВ21, само неколку секунди, снимени само неколку секунди по пукањето министерот Тодоров. Тие се наоѓаат тука затоа што, како што веќе кажавме, за половина час од овој момент, ова е некаде околу 12 часот и 5 минути според информациите од МВР, требаше официјално да има примопредавање на Министерството за здравство од стариот на новиот министер. Затоа беше и холот на изградата на Министерството за здравство преполна буквално со новинари и со телевизиски екипи и тогаш се направени и овие снимки. Сега чинам во следниот кадар ќе можете и да видите во детали, снимателот се обидува буквално и од кај скалилата да сними што се случува долу, меѓутоа веднаш е дрско опоменат, гласно опоменат, не дрско се извинувам, гласно опоменат од обезбедувањето од полицијата кои што разбирливо биле премногу вознемирени по овој случај. Очевидците, она што го раскажуваат и за нас денеска до се зборуваше со многу очевидци, велат дека сите биле видно вознемирени од сето ова што се случило, луѓето кои што биле најдени околу новинарите, снимателите. Вистинско чудо е како никој не е повреден во тие моменти. На скалилата имало многу луѓе кои што стоеле. Ова се значи моментите кога го приведуваат лицето кое што пукаше во поранешниот министер, довчера министер за здравство Никола Тодоров. Инаку, според ова информацијата, повторно ќе кажам, од ТВ21, снимена само неколку секунди по пукањето. Но што точно се случувало? Телевизија Нова изработи комплетна графичка реконструкција на целиот настан, според сите информации кои што ги имаме официјални и од полицијата, но и од очевидците со кои што разговаравме. Значи, да повторам, некаде околу 12 часот напладне, 12:05, министерот за здравство заедно со своето обезбедување пристигнал пред Министерството за здравство. Според информациите, тој забележал дека пред Министерството за здравство има екипи новинарски, новинари и сниматели, застанал да се поздрави со нив. Очевидците велат за телевизија Нова дека бил насмејан, се поздравил, а во тој момент напаѓачот пришол до него од страната, од загрб, но малку од страната, веднаш перил пиштол во него, некаде во пределот на челото, како што ни раскажуваат очевидците, кажал нешто, но очевидците не можеа да ни потврдат што точно кажал, и потоа министерот, велат очевидците, испуштил крик кога сватил зашто станува збор дека пиштол е вперен во него. И потоа, можеме сега да го видиме режија графичкиот приказ за све што се случувало. Министерот во тие моменти кога напаѓачот му пришол, со рацете успеал некако да го оттргне пиштолот, односно да го бутне напаѓачот. Почнало тука малку кошкање, веднаш обезбедувањето реагирало, еден дел од обезбедувањето го повлекло министерот навнатре во зградата, додека другиот дел буквално го кутнал на земја напаѓачот. Она што ни го велат очевидците и што е официјално, нели, информацијата од полицијата, дека токму во овие моменти, додека тој и бил совладан од страна и на тргната раката од страна на министерот Тодоров, нели, со пиштолот, но и од обезбедувањето во моментите кога буквално бил турнат на земја, тој додека паѓал испукал уште еден куршум кој што таа чаура која што најверојатно не можела да биде пронајдена, може би е пронајдена, нели, не знаеме се уште. Од полицијата официјално ќе не информираат за тоа што точно се случувало, односно колку чајури се најдени од каков тип калибар. Значи, ова е графичкиот приказ благодарение на 3D тимот на телевизија Нова за тоа што се случувало. Секунди биле во прашање, буквално секунди биле во прашање и за среќа, велат очевидците, инстинктот на екс-министерот Тодоров во моментот со рацете да изреагира буквално му го спасило животот, затоа што во моментот кога тој му го бутнал пиштолот, тогаш и испукал пиштолот и буквално минал покрај главата на министерот Тодоров, доколку не изреагирал како што изреагирал, да не сакаме да помислиме што можело да се случи, односно овој истрел би можел да биде фатален. Како што кажав, телевизија Нова разговараше со многу очевидци, тие велат дека човекот бил облечен во црно, бил смирен, бил спокоен, бил тука од страната, постојано го забележале неколку луѓе. Еден од очевидците ни раскажа дури и дека и тој, и неколку негови колеги забележале дека истиот човек, откако ги виделе снимките и фотографиите објавени во медиумите од уапсениот, дека истиот човек го забележале пред Министерството уште во 7 часот наутро. Им било симптоматично затоа што го забележале и подоцна и изгледало дека тој човек веќе долго време, од 7 часот па еве до 12 часот, во неколку наврати можеле да го забележат како стои во просторот пред Министерството. Меѓутоа, тој простор, да објасниме за гледачите, не е тука само Министерството, значи тој
е буквално како една уличка пролаз. Од едната страна е Министерството за здравство, но од другата страна се клиники, тука е микробиологија, тука доаѓаат пациенти за тестирање, за брисеви, за резултати. Тука е и многу други делови од Министерството за здравство, но и од болницата се наоѓаат тука во овој дел, така да фреквенцијата на луѓе во овој дел е многу голема и многу е тешко да се претпостави кој е тука дојден како пациент, кој работи тука или кој е дојден за да влезе во Министерството за здравство. Предлагам сега ние имаме изјавата, не сакаше очевидецот да ни зборува ниту телефонски, ниту во камера, нормално вознемирен од сето она што се случи. Пред него видел пиштол како се обидуваат да убијат еден министер, меѓутоа ни ја даде комплетно изјавата што точно се случувало пред Министерството за здравство уште во 7 часот наутро. Да ја слушнеме изјавата. Можам да потврдам дека не само јас, туку и неколку колешки и колеги вработени во зградите околу Министерството за здравство го забележавме истиот човек како стои пред скалите на Министерството, чи нам речиси уште од 7 часот наутро. Го забележав кога доаѓавме на кај работа и во неколку наврати потоа, во периодот од 7 часот па се до инцидентот. Препознавме дека се работи за истиот човек кога ги погледнавме фотографиите од уапсениот објавени во медиумите. Не можам да кажам дека делуваше сомнително. Смирено стоеше пред Министерството за здравство, а единствено зошто го забележавме беше бидејќи подолг период стоеше тука. Ова беше изјавата од очевидец кој што разговараше со екипата на досие и кој што буквално ни кажа што се случувало. Да повторам, значи неколку колеги, неколку луѓе, не само еден, го забележале истиот човек, напаѓачот кој што сега е уапсен пред Министерството уште во 7 часот. Некои од медиумите во Македонија дури пишуваат дека напаѓачот уште рано утрината пред да оди во Министерството, бил во Министерството, но дека потоа заминал дури и во домот на Тодоров. Го чекал да излезе од домот, дури некои пишуваат и дека тропнал на вратата, но кога видел дека не е дома и кога дознал дека ќе биде во Министерството за здравство околу пладне, се упатил таму за да го пречека. И значи тогаш се вратил пред Министерството за здравство. МВР според нашите информации ги прегледува камерите да види што се случувало пред домот на Тодоров и дали оваа информација е точна. Ке имаме и детални информации, веројатно и официјални од МВР во текот на наредните денови. Истрагата се уште трае и веројатно не ги кажуваат сите информации што ги имаат. По инцидентот, откако се случи, хаос и вознемиреност во околината на зградата на Министерството и огромно полициско присуство. Колегата Емил Десподов е новинарот на телевизија Нова, кој што прв беше на местото на настанот многу кусо откако тоа се случи. Го вклучувам во живо во ова досие за да ни ја пренесе сликата. Емил, ти благодарам што се вклучуваш во овие доцни часови, иако од рано утринава си на работа и беше на терен, но ајде да ни ја пренесеш човечки сликата. Каква беше целата таа слика и состојбата на луѓето кои што се наоѓаат тука во тој дел пред Министерството за здравство во моментот кога ти пристигнаш? Што затекна? Добро вечер, Анита, благодарам што ме покани во твојата емисија. Екипата на телевизија Нова пристигна на местото на настанот утринава, можно е негде околу 15 минути после настанот, што значи дека околу 12:20 веќе екипата на телевизија Нова беше пред Министерството за здравство. Меѓутоа првото нешто што можевме да го забележиме помеѓу присутните кои што беа навистина во голем број собрани пред рампата до каде што дозволува полицијата и обезбедувањето во Министерството за здравство да се приближат, изгледа на збунети и вознемирени, најпрво тоа што не знаат што се случува, а дури некои од нив ги слушнале и стрелите кои што били истрелани од пиштолот на Стојановски, што предизвика наистина и вознемиреност кај локалното население. Телевизија Нова разговараше и со локалното население кој што во моментот се наоѓало во угостителските дуќани во околу продавниците, околу Министерството за здравство. Меѓутоа некои од нив не сакаат да разговараат со медиумите, некои од нив ни кажаа дека ги слушнале и стрелите, но не знаат што точно се случува и бараа повеќе информации од луѓето кои што беа присутни таму, но и од нас медиумите кои што навистина во голем број се собравме пред Министерството за здравство. Дел од нив од присутните таму велеа дека сепак не слушнале ниту истрели, ниту било каква мешаница пред Министерството за здравство пред да забележат голем број на полициски екипи кои што мислата веднаш тука до Министерството за здравство постои и она кафуле, ресторанче или што ли е кој што е постојано полно со луѓе. Дали беше така и денеска?
Продолжите, молам се, извинувам. Да, и денеска беше полно во тоа ресторанче кој се наоѓа веднаш до рампата на Министерството за здравство. Таа беше прва локација каде што екипата на телевизија Нова влезе за да ги праша дали слушнале нешто и дали знаат што точно се случувало околу 12 часот пред Министерството за здравство. Делот вработените кои што беа на таа смена во ресторанот сепак не можеа да ни кажат дека слушнале било какви истрели или било каква мешаници или виканици од пред Министерството за здравство. Единствено знаеле дека нешто се случува големо, откако забележале дека голем број на полициски екипи и на новинари и снимателски екипи биле веднаш дојдоа на местото. Дел од нив исто и кажа дека ова е доста прометна улица, така што навистина не е лесно да се слушнат истрели при целиот овој метеж кој што се случува поточно поправо на Пладне, каде излегуваат и влегуваат возила и од Министерството за здравство и од државната болница. Навистина се создаде и еден метеж пред рампата каде што е Министерството за здравство, со што беше отежнат и протокот на сообраќај и на возила на брза помош кои што доаѓа од и за државната клиника. Исто така на местото присуствува и голем број на луѓе кои што во тој момент дошле да си ги земат своите резултати од државната клиника, меѓутоа беа спречени од обезбедувањето и од полициските екипи кои што во моментот вршеа увид да го направат тоа, па мораше еден од вработените кои се доброволно се пријави да им ги донесува резултатите на луѓето кои што чекаа надвор на плюс 30 степени Целзиусови, што навистина не е лесна работа, меѓутоа добро е што барем таа работа се откочи благодарение на тој вработен во Министерството за здравство, барем да им ги спроведе дали документите, дали некакви резултати од нивните испитувања за да точно знаат што се случува. Меѓутоа имаше и луѓе кои што попата застануваа да не прашуваат нас медиумите што точно се случило и изразуваа неверување и револта кон овој вооружен инцидент кој што Сабајлево ги вознемири луѓе околу Министерството за здравство. Емил, кажи ми, некои медиуми пишуваат дека се слушале и сирени на брза помош, дека биле тука токму во кругот каде што се случи инцидентот. Дали виде такво нешто и дали можеш да ја потврдиш информацијата која што простори денеска дека освен тоа што никој не му било дозволено да влезе ни на вработените од Министерството и од локалните клиники нели тука околу, не било дозволено да излезат во одреден број часови додека траел првичниот увид? Токму така ните и обезбедувањето ни кажаа дека не може да пропуштат никој додека трае увидот на полициските екипи, ни кажаа и дека вработените кои што се во Министерството за здравство не им дозволено да излезат се додека трае увидот на полицијата. Затоа како што кажав, мораше вработен во Министерството за здравство да ги спроведува сите оние логистички поддршка за помеѓу клиентите на државната клиника и самата државна клиника, односно да ги спроведува резултатите, пошто настане и мала тензија помеѓу и присутните што беа таму, бидејќи навистина беше пеколно жешко, и овој инцидент кој што се случи Сабајлево не е така лесно за да се поверува дека би можело да се случи во Македонија, и тоа точно напладне во 12 часот. Ти благодарам за ова вклучување, Емил, и што ја пренесе сликата како тоа изгледаше на лице место, како што каже ти само 15 на минути по самиот настан. Телевизија Нова и понатаму следиш се што ќе се случува околу ова истрага. Ти благодарам за ова вклучување, а сега ќе поверам од режијата да го видиме и прилогот на Емил Десподов, значи комплетен прилог со слика и со тони со официјалните информации, односно дел од пресконференцијата на новиот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски, за да погледнеме како една ретроспектива што точно се случуваше денеска. Обид за атентат врз поранешниот министер за здравство Никола Тодоров се случи за време на примопредавањето на функцијата министер на својот колега Арбен Таравари. Напаѓачот е Љупчо Стојановски, 57 годишен велешанец од селото Долно Каласлари, кој веднаш по неуспешниот обид да го убие Тодоров, бил совладан од обезбедувањето и приведен во полициска станица. За среќа никој не бил повреден во драмата која околу 12 часот се одигра пред Министерството за здравство. Нападот се случил во моментот кога Тодоров излегувал од своето возило, додека Стојановски го чекал на скалите пред влезот на Министерството. Обезбедувањето во тој момент забележале дека Стојановски вперува пиштол кон поранешниот министер и веднаш интервенирале. Во мешаницата која настанала, Стојановски успеал да истрела 2 куршуми кон Тодоров, но за среќа го промашил. Веднаш бил совладан од обезбедувањето и му бил одземен пиштолот, а потоа и пренесен во полициска станица. Силно полициско обезбедување денеска можеше да се забележи пред Министерството за здравство, а полициски екипи преку целиот ден вршеа увид на местото. Изразувам загриженост и најостро го судувам денешниот инцидент во кој со огнено оружје беше нападнат поранешниот министер за здравство и поранешен пратеник Никола Тодоров. Без оглед на мотивите, огорченоста и причините за ваквиот напад, правото на живот на секој граѓанин е неприкосновено право.
Истрагата треба да го даде конечниот одговор за мотивите на Стојановски, но тие веќе може да се насетат со оглед дека Стојановски е дедо на малата Тамара од Велес, за чија смрт пред 2 години семејството го обвинуваше лично министерот Тодоров. Информацијата ја потврди и мајката на Тамара, Жаклина Димовска, која вели дека ништо не навестувало дека незиниот татко планирал вакво нешто. Димовска за медиумите вели дека не знае од каде незиниот татко го набавил пиштолот и остро го осудува инцидентот, велејќи дека насилството никогаш не е одговор. Според информација од очевидци, Стојановски пред да го изврши обидот за атентат, со уште 2 непознати лица го чекал Тодоров пред Министерството за здравство, а потоа се упатил и кон неговиот дом. Откако видел дека Тодоров не е во својот дом, повторно се вратил пред Министерството за здравство, каде беше закажано примопредавањето на функцијата министер и каде се обиде со 2 куршуми да го застрела Тодоров. Денешниот тежок инцидент кој за малку ќе завршише фатално, доаѓа откако неколку години против Тодоров се водеше хајка во дел од медиумите и од тогашната опозиција, која често го нарекуваше и министер за смрт. Кој е напаѓачот? Кој е лицето љс родено 1957? Според официјалните информации, тој е од селото Долно Каласлари, Велешко. Тој испукал 2 проектили од пиштол кон поранешниот министер за здравство Никола Тодоров. Повеќе медиуми објавија дека напаѓачот е дедо на 9-годишната Тамара Димовска, која почина во 2015 година, според информациите, чекајќи Фондот за здравствено осигурување да одобри средства за нејзино лекување. Опозицијата во тоа време, повикувајќи се на овој случај, фрлаше дрве и камења по министерот Тодоров, директно обвинувајќи го за смртта на малата Тамара, дури го нарече министер смрт. 60-годишниот Љупчо С, кој е обвинет сега дека е човекот кој пукаше кон Тодоров, е всушност татко на мајката на Тамара, нејзин дедо на Тамара, и потекнува, како што лековме, од селото Долно Каласлари, Велешко. Токму во ова село, Долно Каласлари, денеска беше и екипа на нашите дописници од Велес. Во ова досие во живо ќе ја вклучам колешката Дијана од Велес. Дијана, доколку ја имам Дијана, дали може да чуеме Дијана? Денеска беше екипа во селото од каде што потекнува напаѓачот. Вие разговаравте таму со мештаните, но имате и изјава од мајката на Тамара, значи чиј татко е сега уапсен за нападот, обидот за атентат на министерот Тодоров. Пренесенијте, молам, сликата што се случуваше во селото и што вели мајката. Токму така, Анита, веста дека Велешанец пукал во сега веќе поранешниот министер за здравство брзо се расшири низ граѓаните, најнапред преку иницијалите, но потоа веќе и со име и со презиме се дозна кој е сторителот на овој чин. Знаеме сите дека тој живее во Велешкото село Каласлари. Бевме таму во селото. Кога стигнаа телевизиските екипи, таму беше вообичаен ден. Повеќето од мештаните беа на своите работни места или на нивите, немаше луѓе. Од она што успеавме да го дознаеме од разговорот со мештаните, дека станува збор за мирен, семеен човек, повлечен, кој што со ниту еден негов гест не покажувал дека денес ќе го направи ова дело. Последен пат се видел со своите соселани во текот на вчерашниот ден пред селската продавница, разговарале вообичаено, велат дека не бил ниту вознемирен, ниту пак дека ја спомнал малата Тамара, за која што често знаел да каже дека премногу тагува, дека жали затоа што овој млад живот згасна прерано. Успеавме да разговараме со 2 негови соселани. Едниот дури не ни беше запознат што тоа денеска во Скопје сторил нивниот сосед. Кога му ја кажавме информацијата, беше вчудоневиден. Немаше ниту информации дека тој имал огнено оружје кај него во неговиот дом. Велат дека бил тивок, повлечен човек, се занимавал со земјоделие, од кое што всушност ни помагал и на својата ќерка. Бил добар човек, продал се што имал во времето кога Тамара се лекуваше за да се спаси овој млад детски живот. Јас предлагам тука да ги слушнеме кратките изјави на жителите од Велешкото село Каласлари, кои што ги снимавме. Добар човек. Фин човек, добар човек. Не е проблематичен. Слушнавте за она што се случи денеска? Слушнав. Тоа е. Што велат останатите жители од село? Што велат? Сите сме вознемирени, ама тоа е.
Добар, за мене е добар. Немам ништо со него скривено. Дали слушнавте за настанот кој што денеска се случи во Скопје? Не, Па според неофицијалните информации, тој пукал во поранешниот министер за здравство Никола Тодоров. се изненадувам, ама не се надам за таква работа од него. Чувме што има да кажат соседите, соселаните на сега уапсениот. Кажи ми, ти ми кажа дека имате и официјална изјава, реакција на мајката на Тамара, чиј татко е сега нели во притвор, што вели таа? Скршена од болка за загубата на своето чедо. Но скршена од болка и за она што го стори незиниот татко денеска во својот дом беше и Жаклина Димовска. Не можеше многу да зборува. Видно, растревожена, растреперена, даде една кратка изјава во која што вели дека жали за тоа што го сторил незиниот татко, дека не го оправдува, дека правдата ја бара долги години, дека правдата не требала вака да стигне. Јас предлагам тука да ја слушнеме изјавата, а потоа ќе се вратиме малку со она што Велешани има да го кажат, но не пред камера. Голем шок само не за целото семејство. Вакво нешто не очекувавме. Значи револт постои голем, не само кај нас и во целата јавност, затоа што се случи со Тамара, но вакво нешто никој не ни помислувал, ниту размислувал на ваква тема. Од каде што му идејата, не знам, јас разбирам болка и се, но стварно ова не го оправдува. Ана, што велат Велишани рече дека зад камерите имали малку повеќе да кажат, повели со информацијата? Да, токму така, се обидовме да го слушнеме и мислењето на Велешани за овој настан. Велат дека нема што многу да се коментира, трагичен е случајов. Правдата не треба да се зима во своји раце ни кога станува еве во вакви случаи како што е случајот со малата Тамара. Предпоставуваат дека незиниот дедо ова го сторил од жал по своето внуче. Но ова не е начинот, велат тие. Сочувствуваат со семејството за загубата на младиот живот. Велат дека се обидуваат болката да ја споделат со нив, помогнале колку што можеле, но ова што денеска се случи во 12 часот пред Министерството за здравство е за осуда и апелираат до институциите да го расветлат овој случај и да се затвори во најбрз можен рок, затоа што ова внесува немир кај самите жители, затоа што велат ако пред една државна институција безбедноста е нарушена, тогаш можно е вакво нешто да се случува и низ улиците во Македонија. Токму затоа тие апелираат, значи, надлежните брзо да го затворат овој немил случај. Токму така, насуството ништо не го оправдува. Ти благодарам, Дијана, за ова вклучување и за комплетната информација, сликата што ни ја пренесе, како и од родното село на сега веќе уапсениот, но и од неговата керка, односно мајката на Тамара, која што, еве да повторам, вели дека ништо не укажувало на тоа дека незиниот татко може да направи вакво нешто и дека таа, иако е татко, него го осудува овој случај, не го оправдува ваквиот начин на однесување. Ти благодарам за ова вклучување, инаку реакција и осуда денеска пристигна од сите страни, пристигна и од политичарите. Груевски вели: СДСМ 3 години градеше атмосфера за да се случи ова денес. Обидот за убиство не дојде случајно. Новиот премиер пак Заев изјави дека недозволиво е нешто вакво дури да се помисли, а камоли да се изврши ваква работа. Еве ги изјавите на лидерот на ВМРО ДПМН Груевски, лидерот на СДСМ Зоран Заев. Обидот за убиство беше недвосмислен, свиреп и со умисла. Пукано е од непосредна близина во главата на Никола Тодоров. Присебноста и брзата реакција во дел од секундата го спасија Тодоров од првиот испукан куршум, а реакцијата на полицијата од вториот испукан куршум. Тие делови од секундата одвучија Тодоров да е жив, а неговите 2 деца да не се веќе сираци. Овој обид за убиство не дојде ниту случајно, ниту без подготовка на атмосфера за тоа. СДСМ, Зоран Заев, куп невладени организации, финансирани од Соросовите инсталации, шарената платеничка револуција,
Цели 3 години градат атмосфера за ова денес да се случи. И се со единствена цел. СДСМ да дојде на власт. Зоран Заев да стане премиер, ВМРО ДПМН да се испрати во опозиција и по можност да се уништи. Врз Тодоров и врз сите нас 3 години се фрлаат етикети, лажни обвинувања, се манипулира со се што работевме. Со лажни информации се создаваше хистерија и се користеа сите методи за наше оцрнување и прикажување во најцрно светло. Денешниот обид за убиство не беше случаен. Бил подготвуван. Денес било трагано по него, содење во неговиот дом. И веќе е јасно дека е политички поттикнато со градење атмосфера против Тодоров. Јас го осудувам ваквиот начин, не ги знам деталите. Оливер Спасовски ме информираше дека се работи за некое физичко лице кое што директно со пиштол посегнало. Не знаеме детали околу самиот настан, но го осудувам целосно начинот, како да го кажам со други зборови, недозволивото нешто дури да се помисли, а не па да се изврши ваква работа. Драго ми е што е безбеден и сигурен поранешниот министер Никола Тодоров, заради тоа што ние сме луѓе, треба да си помагаме, не треба да испраќаме никакви лоши пораки и навистина, освен сериозна осуда и не дај Боже да се повтори никому, ништо друго не би посакували. Ги чувме изјавите од лидерите на ВМРО ДПМН и на СДСМ Никола Груевски и Зоран Заев. Можете да чуете. Според Груевски, сето на што се случувало на негативна црна кампања е причина што довела до еден ваков настан, односно обид за убиство на еден министер довчера, нели, за министерот Тодоров. Реакцијата од Зоран Заев е дека не оправдува ваков начин, дека очекува да добие повеќе информации во моментот кога ја даваше изјавата, најверојатно, меѓутоа дека го осудува овај настан. Денеска пристигна информација, можевме да го чуеме и од пресконференцијата министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, но што е битно од него е дека тој пати повик до сите граѓани да не превземаат никакви дејствија со кои ќе го загрозат собствениот живот и животот на другите. Доцна попладнево пред самиот почеток на досие пристигна информација и од новиот министер за здравство, кој што изјави дека е навистина многу среќен што и Тодоров и сите во неговиот кабинет, сите луѓе кои што биле надвор не се повредени и се чувствуваат добро, и рече дека нема да брза со превземањето на функцијата министер во Министерството за здравство и дека тоа ќе го направат во моментот кога Тодоров и неговиот кабинет ќе бидат подготвени. На крајот додава, кога и да се подготви, нека не повикаат, ние ќе дојдеме и ќе ја завршиме целата церемонија. Денеска се гласи многу луѓе на социјалните мрежи, генерално човечки нормално осуда за се ова што се случуваше. Сите ги барат и причините зошто дошло до ова, но имаше информација и од претедникот на ВМРО ДПМН Антонио Милошовски, кој што пак пред само една недела имаше немил настан, односно беше пронајдена бомба во домот, во дворот на неговите родители. Тој вели, пред да продолжите со насилството, запаметете добро, ВМРО не се поединци. Да видиме кој е фејсбук статусот на Антонио Милошовски. 11 години не успеавте да не победите на избори. 3 години удиравте со монтирани бомби и ширевте омраза против ВМРО и потикнувавте револуционерен реваншизам. Неколку дена по деловничкото насилство и нелегалниот избор на Талат, подметнавте бомба во куќата од моите родители со намера да убиете. Еден ден по изборот на премиерот за живот му испланиравте смрт на колегата Никола Тодоров. Пред да продолжите со политичко, институционално и физичко насилство, запамтете добро. ВМРО не се поединци. ВМРО е народот и затоа преживувало, действувало и победувало. Да живее Македонија. Ова беа реакциите од политичарите, од лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, лидерот на СДСМ Зоран Заев и новиот премиер Зоран Заев, како и Антонио Милошовски, кој што имаше немил настан пред само една недела во дворот на неговите родители, каде што беше пронајдена бомба. Што е сето ова што го предизвика ова? Дали негативната кампања на политичарите? Дали повикот за линч преку нивните говори, омразата која што ја сеат еден за друг, доведе до еве овој немил настан? За ова ќе разговараме вечерва и ќе анализираме што тоа се случи и ќе ги проанализираме наназад историски сите обиди за атентати во Република Македонија. Ќе го вклучиме колегата Боби од Гостивар во живо, како и неговиот соговорник, односно гостинот во ова досие, човек кој што ќе ни говори токму за ова што предизвика да дојде до овој инцидент. Но најпрво направиме малку пауза, должни сме на нашите спонзори, одиме со реклами, па се враќаме во студиото.
Продолжуваме со досие комплетна реконструкција на инцидентот обидот за атентат на Никола Тодоров денеска пред Министерството за здравство. Пред рекламите на ЕФМ дека ова не е прв случај и не е прв случај. Пред околу 2 недели, ден по незаконското гласање на Талат Џафери во домот на родителите на Антонио Милошовски, беше пронајдена бомба која за среќа не експлодирала како што тоа некој го планирал. Ако експлодирала, ќе имаше и жртви, велат. А во прв ред тоа би биле или пратеникот кој е член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН Антонио Милошовски, поранешен министер за надворешни работи, или пак неговите родители. Но и ова не е единствениот случај. Пред само неколку дена во влезот на зградата каде живее Гордана Јанкуловска, поранешната министерка за внатрешни работи, непознати лица влегле во паркингот пред зградата и го демолирале нејзиниот автомобил. Очигледно како порака до некого или од некого. Но најтазе е случајот со убиството на градоначалникот на Боговиње. Во ова досие го вклучувам и колегата Боби од Гостивар токму за овој случај. Боби, те молам со информација, ова е случај кога беше убиен градоначалникот на Боговиње од страна на поранешен вработен. Повели со малку детали да се потсетиме на овој случај. Ова е последниот случај кога политичар го загуби животот. Во право време и на вистинско место сме преку емисијата Досие, каде еве вечерва ги анализираме сите оние случувања, односно зошто сето ова нас ни се случува. Секако емисијата Досие повод е за денешниот обид за убиство на поранешниот министер за здравство Никола Тодоров, но како што вие напоменавте, точно на 6 мај, нешто пред 10 часот, градоначалникот на општина Боговиње, Хазби Идризи, излегол да го испие своето утринско кафе од свој колега, беше со неколку истрели смртно застрелан, пошто и себе си самиот си пресуди. Но, навистина, зошто сето ова нас ни се случува? Ако во минатото може би беше привилегија да се биде политичар, пратеник па и министер, дали веќе е опасно да се биде дел од политиката? Кои се причините за овие случувања? Кои сите овие работи ги поттикнува? Дали оној кој што ги извршува овие злодела воопшто не размислува дека зад себе можеби некој ќе остави малолетни деца или можеби семејството за секогаш ќе го завие во црно, а истовремено не размислувајќи и за последиците врз себе. Но дали ова некој несвесно го поттикна, бидејќи бевме сведоци во изминатиот период дека некој постојано на социјалните мрежи поттикнуваше вакви идеи. Еве вечерва ќе имаме и гостин од Гостивар, познатиот социолог, психијатар, психолог Билен Каракасан, ќе можеме да слушнеме неговите размислувања. Така, Боби, ти обезбеди компетентен човек со кој ќе разговараме токму на оваа тема. Колку црните кампањи на политичарите во сета оваа политичка криза доведоа до ова што сега ни се случува? Како и ќе го загатнеме оној дел кој ти пред малку го кажа, веќе стана опасно да се биде политичар во оваа земја. Ти благодарам тебе што не потсети на случајот со градоначалникот на Боговиње, последниот случај кога политичар во Македонија го изгуби животот, но како што кажав, ова не е првиот случај. Ќе се вратиме повторно на тебе и на твојот гостин, сушност, со кој што ќе проанализираме, но предходно од режија имаме Дескот на телевизија Нова подготви една ретроспектива за сите обиди за атентати или атентати во Република Македонија, да го погледнеме па одиме повторно во живо во Гостивар. Одејќи на кај собранието на 3 октомври 1995 година, првиот председател на самостојна Република Македонија Киро Глигоров беше цел на обид за атентат, кога автомобил бомба експлодираше покрај неговото возило. Глигоров преживеа со помали повреди на главата, но на местото на инцидентот загина неговиот возач. Со повреди се здоби телохранителот на Глигоров, како и случаен минувач, кој загина неколку часови подоцна. По обидот за атентат, МВР отвори истрага подпомогната од безбедносните служби на САД, Германија и Британија, но ниту нарачателите, ниту извршителите на нападот никогаш не беа откриени. Како можни атентатори во јавноста се споменуваа Ослободителната војска на Македонија со седиште во Австралија, бугарската Мултигруп, југословенската КОС и така наречената Братиславска врска, но никогаш не беа пронајдени цврсти докази околу нивната вмешаност во нападот. Како обид за атентат, дел од медиумите го посочи инцидентот со кој во 2011 година се соочи Радмила Шекеринска, тогашен лидер на партијата СДСМ.
Според нејзиното сведоштво, враќајќи се од митинг во Прилеп, нејзиното возило било нападнато од непознати сторители кои се обиделе да го истуркаат надвор од автопатот, а истовремено биле фрлени неколку пластични шишиња кон нејзиниот автомобил. Јас во еден момент размислував дали воопшто да го пријавиме случајот, меѓутоа сватив дека во одреден момент мора да им се стави крај на ваквите лица кои мислат дека политиката и моќта се во нивни раце и можат да прават што сакаат, изјави Шекеринска во однос на инцидентот. Во понов случај, квалификуван како обид за атентат, се најде и пратеникот на ВМРО ДПМН Антонио Милошовски. Пред само 2 недели, бомба беше пронајдена во неговата семејна куќа во селото Ижиште во близина на Македонски Брод. Експлозивната направа ја пронашал 66-годишниот татко на пратеникот, додека го косел дворот. Милошовски за инцидентот објави на социјалните мрежи, посочувајќи дека тоа е обид за убиство на неговите родители. Тука се и настаните од 27 април оваа година, кога група на револтирани граѓани влегоа во собранието. При овие случувања со повреди се здобија неколку пратеници, а најлошо меѓу нив помина лидерот на Алијансата за албанците Зијадин Села, кој мораше да биде и хоспитализиран. По излегувањето од болницата, Села истакна дека нападот врз него е обид за убиство, организиран од одредени политички структури. Напад со смртни последици врз политичка фигура се случи и на почетокот на мај во тетовското село Боговиње. Жртва беше тамошниот градоначалник Хазби Идризи, во кого пукаше поранешен вработен во општината. Како причина на нападот, дел од медиумите го наведоа фактот дека напаѓачот престанал да работи во општината. Меѓу споменатите најсериозен инцидент беше авионската несреќа на поранешниот македонски претседател Борис Трајковски. Иако официјалната истрага спроведена од меѓународни истражувачи дојде до заклучок дека станува збор за пилотска грешка, до ден денес постојат шпекулации дека всушност Трајковски бил жртва на атентат. Тој почина на 24 февруари 2004 година, кога неговиот авион се урна во близина на Мостар, каде што беше упатена председателската делегација. Слушнавме една мини ретроспектива, мини анализа за сите оние информации кои што ние ги имаме како информација, кои што можат да се оквалификуваат како обид за атентати, но како што најавивме или атентати, но како што најавивме од гостивар во живо во овие вести го имаме психологот Билент Карахасан. Ви благодарам многу што еве во овие доцни часови сте во емисијата Досие. Ова е сериозен инцидент кој што се случи денеска. Навистина мораме многу сериозно и многу длабоко да го анализираме и од психолошки и од социолошки аспект. Па еве првото прашање ќе биде колку негативната кампања, лошата, црната кампања од страна политичарите може да доведе до еден ваков немил настан како што се случи овој денеска. Добро вечер на сите гледачи од Гостивар. Првенствено, сигурно дека има влијание. Ние сме како прво едно младо општество, младо демократско општество, кое нема искуство во овие работи и сите овие фази други општества ги поминале пред нас. Значи можеме да кажеме дека ова една фаза на нашиот политички развој. Сигурно дека 10 години повеќе владееше една голема поларизација во наше општество и поради тоа ова се последиците кои ги гледаме сега моментално. Или кампањата која што сите овие 2 години политичка криза можевме да ја видиме и чуеме од говорниците за време на митинзите, дали беше црна, дали повикуваше на омраза, дали направи раздор помеѓу народот во Република Македонија, дали предизвика некој да ја земе правдата во своја рака? Па секако дека беше црна, мислам имаше многу, како да кажам, можам да кажам и насилни содржини, имаше и многу покажување на моќ и сила, поделеност на тие што се прогонети, тие што гонат, тие што... Значи, друштвото се поларизира, добие еден, како да кажам, психолошки карактер, драмски карактер, кој на политичка сцена влијаеше до последен граѓанин. Значи, сите бевме оптеретени со политика сите овие години, а посебно последни 2 години. И таа оптеретеност сега се опушти. Сега еве како доаѓа време, гледаме дека сите се надеваме дека работите ќе тргнат на подобро. И поради тоа опуштеност веројатно избувнуваат овие, да кажам, инциденти. Се надеваме дека овие инциденти нема да се повторат, дека ова ќе биде крај на овие инциденти и дека цела работа ќе се среди со време. Меѓутоа сигурно дека има влијание. Токму затоа поради... Не треба човек да е голем експерт, да.
Така. Токму поради сериозноста на овој инцидент заслужува да го анализираме, но и да ги бараме корените, односно од каде ова потекнува. Многумина денеска по социјалните мрежи ги обвинуваа сега во овој случај, нели, опозицијата до вчера, дека поради нарекувањето на министерот Тодоров министер за смрт, поради користењето на одредени случаи како случајот со Тамара, за добивање можеби на некои политички поени, нели, во тоа време, што нормално, нели, сите политички партии го правеа со одредени случаи, секој си наоѓаше за што да зборува, но конкретно за министерот Тодоров тоа беше случај од опозицијата кон министерот Тодоров. Дали можеби треба да се укаже, да се покаже со прст политичарите да имаат одговорност и за едни вакви инциденти, токму поради тоа што можеби биле една иницијална каписла за нив? Па, видите вака, најодговорни се политичарите во работа. Ние често слушаме, дека некоја политичка партија се изјаснува дека ние сме народот. Тоа е во старт една голема грешка. Политичка партија не е народот, политичка партија е една здружение кое се зафаќа за одговорност да ја води оваа држава и со тоа има голема одговорност, бидејќи со доаѓање на власт на одредена политичка гарнитура имаме и одредени вредности која таа фаворизира. Со тие нејзини вредности склона е да го поларизира општеството, поради што настануваат и вакви случаеви. Политички партии не се народ. Народ е еден, народ сме сите ние. Политички партии се, можеме да кажеме, интересни групи кои развиваат своите интересни сфери и ако нема добра контрола од страна на народот, бидејќи ние сме мала демократија, тоа се случува постојано, тогаш тие одат во некои патишта кои не се во ред, со што ги менуваат вредностите на едно општество. Општество како такво е склоно да ги следи актуелните вредности, со што настануваат вакви проблеми. Ако некој владее 5 години или 10 или 20, сигурно дека ќе влијае до најмало дете со своите ставови и со своите вредности кои ги афирмира со своето политичко владење. Така дека ова нека биде апел до сите политичари и овие сега што дојдоа на власт да размислуваат какво општество ќе градат, бидејќи на крај краишта сепак народот ќе победи и ова е добар доказ дека не може ништо да се тера до крај, дека све има свој крај, дека секое владење ќе заврши, меѓутоа ако не се внимава како се владее, тогаш тие последици ќе го трпи самиот народ нормално. Најважно е што ќе се остави зад себе, нели? Се согласувам со вас во делот кај што рековте највиновни се политичарите, нели? Секој поединец ќе се одговара за она што го сторил, така и напаѓачот ќе се одговара за инцидентот денеска. Меѓутоа политичарите се и така одговорни за тоа како ја палат народната маса, односно што говорат. Досега не сме имале случај политичар да одговара за она што го кажала одговорница, а бога ми се изнеслушавме за овие 2 години, посебно за време на изборната кампања, се и се што од митинзите на политичките партии, но мене она што сакам да ве прашам како психолог, како ни се држи народот? Некако имам впечаток дека и после се што им се направи за овие 2 години, покрај се што можевме да бидеме сведоци на незаконски работи, на фрлање дрве и камења и по едно и по друго, нели, на мерење на кој поголем мечки извади за да каже полоши работи за другата политичка партија. Како ни се држи народот и што е она што можеме да го направиме за да му помогнеме на народот? Видите, да ви кажам, во однос на самиот народ. Господ го сака овој народ. Македонија има преубав народ. Ние сме религиозен и многу фамилиарен народ и како такви ги поминавме сите овие тестови. Значи, народот е подобар него политичарите кои владеа со овој народ и поради тоа што имало и Господ, го спаси овој народ од многу ружни сценарија кои се кроеа за овој народ. И овој народ преживеа ова и ќе го преживеа и следното и ќе оди напред. Останува само политичарите да размислуваат како ќе владеат со ова земја и со овој народ. Подобар народ, мислам дека нема во Европа од македонскиот народ, не дека е тоа мој народ, туку тоа е народ кој е вреден, кој е фамилиарен, кој е семеен. Сите истражувања покажуваат дека овој народ има големи капацитети и самиот народ ја одржа оваа држава. Ние имаме 2 години држава без влада која функционира. И тоа е све благодарејќи на еден народ, овој народ. Други народи тешко би можеле да излезат на крај со вакви политички изазови кои ги имаше Македонија. И ова не е само сега, ние ова го имаме од распадот на Стара Југославија,
па до ден денеска, значи од сите републики Македонија излезе со најмалку инциденти, Македонија се покажа као вистински и религиозна и Божја земја со еден преубав народ. Ви благодарам многу за ова вклучување сосема за крај, доколку сакате, не морате, бидејќи ова сепак е малку директно и лично. Дали може ве како психолог една мала анализа да ми направите за политичарите кои што во овој момент се на политичката сцена во Македонија, како психолог, треба да се плашиме или да бидеме спокојни? Па еден дел од тие политичари се покајници. Дали ќе се вратат на своји стари навики, ќе видиме. Друг дел од тие политичари се тие што се изборија, што сметаат дека се бореле многу напорно да дојдат на оваа позиција и сега на почетокот верувам дека тие многу одговорно ќе ја превзеат својата улога. Дали ќе продолжат со тоа темпо не знам, меѓутоа сметам дека и надворешните фактори више сватија дека на Македонија и треба малку поголема контрола, малку поголема ревизија, супервизија на нивната работа, за да можеме да напредуваме. Ние сме сепак едно младо политичко општество и ни треба помош, ни треба поддршка за да израснеме во едно демократско општество. И мислам дека ова е тоа што сите овие политичари денеска сватија. Значи една поука добија, една, да кажем, поминаа една школа, после која се надевам дека ќе бидат подобри и дека ќе знаат да го ценат тоа што го имаат. Ви благодарам многу за вклучувањето во емисијата Досие вечерва и што поразговаравме за она кои се причините и што може да доведе до некој од народот еве да го доведе до ситуација да има ваков инцидент. Ви благодарам многу за вклучувањето, господин Карахасан, се надевам ќе останете на располагање на телевизија Нова и на еве емисијата Досие и во иднина. Ние од сега па натаму постојано ќе вклучуваме и експерти од сите градови во Република Македонија. Ви благодарам што за прв пат еве бевте гостин во студиото на телевизија Нова преку линкот од Гостивар. Сви до вашите гледачи. Ви благодарам. Да повториме за она што се случуваше денеска. Затоа и оваа емисија Досие е за обидот за атентат на довчера министерот за здравство Никола Тодоров. Според информациите кои што досега ги имаме официјални од сето она што се случуваше, од очевидци со кои што разговараше екипата на Досие, но секако и од официјалните информации од Министерството за внатрешни работи, иако е многу рано емисијата. Денеска имавме многу штуро, 2-3 реченици соопштение од Министерството за внатрешни работи, затоа што, како што кажа нашиот колега Александар Видиновски, кој што го имавме во живо со комплетната информација, дури пред неполн час, час и половина заврши увидот пред Министерството за здравство и за она што се случуваше. Јас ќе замолам режијата, би сакала да ги повториме сепак изјавите на мајката на Тамара, чиј татко сега е во притвор поради сето ова што се случуваше, односно тоа е уапсениот напаѓач кој што истрела неколку куршуми, но пред да одиме на тоа, доколку се подготвени од режијата, би сакала уште еднаш графиката, односно да објасниме што точно се случуваше пред Министерството за здравство денеска. Според информациите кои што ги имаме, околу 12 часот напладне, министерот Тодоров со автомобилот заедно со своето обезбедување пристигнал во Министерството за здравство со намера во 12 часот и 30 минути да биде церемонијата за примопредавање на министерската функција на новиот министер кој што беше изгласан вчера. Тој кога застанал, во моментот кога застанал со автомобилот пред скалите кои што водат во Министерството за здравство, забележал дека има многу новинари и камермани тука пред самите скалила, кои што биле дојдени да го проследат примопредавањето на министерската функција. Тој застанал насмеан, бил расположен, велат очевидците за Досие. Тој застанал да се поздрави со нив. Во тој момент, од страна малку од задгрб, му пришол сега напаѓачот, сега уапсениот напаѓач, веднаш вперил пиштор некаде во близина на челото на министерот Тодоров. Министерот Тодоров само се свртел, еден крик, велат очевидците, испуштил и потоа изреагирал. Имаме графички приказ за тоа што се случуваше, режија, дали сме подготвени. Значи, ова е моментот, во моментот кога го видел пиштолот, министерот Тодоров инстинктивно со рацете го одбутнал пиштолот на напаѓачот, успеал, значи, раката буквално со раката да го одбутне пиштолот. Тука дошло малку нели до кошкање, но таа инстинктивна реакција на телото на министерот Тодоров велат му го спасила животот, затоа што во истиот момент кога тој успеал да
му го оттргне пиштолот, тој успеал во тој момент испукал и успеал да го избегне куршумот, кој што очевидците велат дека буквално минел крај главата на Тодоров. Навистина е чудо како никој не е повреден во овој инцидент, затоа што и во моментот, додека еве ова е таа слика, во моментот кога обезбедувањето на Тодоров го соборува на земја на паѓачот, тој успеал на паѓачот, успеал да испука уште еден куршум во воздух, значи замислете, тоа немаш контрола, значи како паѓаш, пукаш, не гледаш каде ќе заврши истрелот, тој стрелал нормално кон министерот Тодоров, но во тој момент другиот дел од обезбедувањето веќе го имало внесено министерот Тодоров натре во зградата, а тука било преполно од луѓе. Тоа се скали, значи буквално и на врвот на скалите имало луѓе и навистина е чудо како никој не е повреден во овој инцидент, во овој напад денеска. Обезбедувањето успеало да го легне на земја на паѓачот, веднаш бил евакуиран министерот Тодоров, било направен еден мал коридор за обезбедување. На снимките од ТВ21 можевме да видиме направени само секунди по пукањето. Можевме да видиме дека обезбедувањето се обидува додека напаѓачот лежи на земја со оние пластични врвки да му ги врза рацете, да го обезбеди да не може да мрда, да ги врза рацете зад грбот, бидејќи веројатно немале лисици во тој момент. Во истиот момент пристигнале и полицајците од единицата Алфи, кои што потоа го превзеле осомничениот и го пренеле во полициска станица. За среќа, министерот Тодоров не е повреден во овој инцидент, но е длабоко загрижен и потресен од што се случи. До сега се обиде денеска да стапи во контакт со него и со неговиот кабинет. Нормално, разбираме, не сака да коментираат ништо за сега. Жива среќа е навистина што никој не е повреден во овој инцидент, но се надевам дека овој инцидент ќе биде за памет на политичарите, да внимаваат што зборуваат. Затоа што кога се карате вие за политика, тука се луѓе, лични луѓе и некој однадвор, некој одстрана, ние обичните граѓани, тогаш вината ја бараме, ја персонифицираме во личност и тогаш ни е виновна личноста, а не функцијата, што е навистина погрешно и ете може да доведе и до ваков немил настан. Да повторам, напаѓачот веќе идентификуван дека е дедото на малата Тамара, 9-годишната Тамара, која што пред 2 години почина чекајќи, како што велеше незината мајка, дозвола од Министерството, односно од Фондот за операција во странство. Дозволата пристигна ден само по смртта на малата Тамара. Опозицијата тогаш го искористи овој случај за да придобие политички поени и министерот Тодоров тогаш беше нарекувал министер смрт. Секој треба да одговара за оно што го прави како функција, како министер, како директор, како лекар, како било што. Секој треба да одговара за стореното, но не на ваков начин, не како ова што се случи денеска. Како што кажа и нашиот дописник од Гостивар Боби, што доколку се случеше да останат деца без татко, да се случеше најлошото сценарио, не сакам ни да помислам. Сепак овде сега се надеваме дека на ова ќе заврши. Пред да го завршиме ова досие со една главна поента, а тоа поентата би била апелите од политичарите, за кои што се надевам дека од сега па натака ќе бидат во ваков мирен контекст, ќе морам да повикам уште еден блок реклами па се враќаме назад во студиото. Никој не посекуваше да се случи ваков инцидент, меѓутоа се случи. Морам да ја повторам изјавата на мајката на Тамара, керката на човекот кој што сега се наоѓа во притвор и кој што е човекот кој што го изврши обидот за атентат врз Никола Тодоров денеска пред Министерството за здравство. Таа вели во својата изјава дека никој не се надевал, никој не очекувал, ништо не кажувало дека ќе се случи ова што ќе се случи, но дека иако и е татко, не го оправдува. Да ја чуем изјавата. Голем шок само не за целото семејство. Вакво нешто не очекувавме. Значи револт постои голем, не само кај нас и во целата јавност, затоа што се случи со Тамара, но вакво нешто никој не ни помислувал, ниту размислувал на ваква тема. Од каде што му идејата, не знам, јас разбирам болка и се, но стварно ова не го оправдува.
Повици за смирување осуда, но и повици за смирување упатени до народот и надеж дека ова нема да се случува и од политичарите, но сепак лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски во својата изјава кажа дека очигледно е што доведе до овој напад врз Никола Тодоров. Тој вели обидот за убиство беше недвосмислен, свиреп и со умисла, пукан од непосредна близина во главата на Тодоров. Присебноста и брзата реакција во делот секунда го спасија Тодоров од првиот куршум, а реакцијата на полицијата од вториот испукан куршум. Тие делови од секунда одлучија Тодоров да е жив, а неговите две деца да не се сираци. Овој обид за убиство не дојде ниту случајно, ниту без подготовка на атмосферата, а за тоа СДСМ, Зоран Заев, куп невладини организации, финансирани од Соросовите институции, шарената платеничка револуција цели 3 години граде атмосфера за ова денес да се случи. И тоа се со единствена цел СДСМ да дојде на власт. Врз Тодоров и врз сите нас 3 години се фрлаат етикети, лажни обвинувања, се манипулира со се што работевме и со лажни информации се создаваше хистерија и се користеа сите методи за наше оцрнување и прикажување во најцрно светло, се вели денеска во обраќањето на лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски. Зоран Заев вели сериозна осуда за пукањето врз Тодоров, го осудувам ваквиот чин, го осудувам начинот и, како да кажам со други зборови, недозволиво нешто дури да се помисли, а не пак да се изврши таква работа. Драго ми е што поранешниот министер Никола Тодоров е безбеден и сигурен, заради тоа што ние сме луѓе и треба да си помагаме. Не треба да си испраќаме никакви лоши пораки и навистина, освен сериозна осуда и не дај Боже да се повтори никому, ништо друго не би посакувале, вели во изјавата и лидерот на СДСМ, новиот премиер на Република Македонија Зоран Заев. Да се надеваме дека веќе нема да имаме вакви инциденти и вакви случаи каде што ќе информираме за ваков начин за тоа, како што каже и нашиот гостин, кој што психологот кој што говореше за што е она што доведе до сето ова да се случи, до овој гнев кај народот, а тоа е негативната црна политичка кампања. Политичарите не внимаваат што велат само за да добијат ситни политички поени, а потоа се случува гнев кај народот и кој ни е на крајот крив. Јас се надевам само дека повторно нема да правам ваква емисија досие за ваков немил инцидент во Македонија. Ви благодарам што бевте час и кусур со досие. Останете на фреквенцијата на телевизија Нова.